Долго најавуваната средба помеѓу Христијан Мицкоски и Димитар Ковачевски за детерминирање на деталите за техничката влада, Мицкоски изјави дека и не мора да се случи, бидејќи постоели и телефони. Па немаме до сега закажана средба, во периодот што следи, ќе видиме дали може тој телефонски да се реши, не мора секогаш средбата да биде алатка преку која што ќе се разговара. Една од многуте дилеми во пресрет на изборите се и можните коалицирања. Дали некоја од партиите која е дел од сегашното мнозинство пројавило интерес за коалицирање со ВМРО-ДПМНЕ? Па има сигнали, многу од партиите кои што се сега во власта, кои што биле во власта, покажуваат сигнали да се приклучат кон ВМРО-ДПМНЕ. Ние направивме комисија, таква е процедурата и во периодот кој што следи таа комисија ќе има состаноци со сите политички партии во Македонија. Очекуваме да ја прифатат програмата и платформата која што ја нуди ВМРО-ДПМНЕ и врз основа на таква програма и платформа да ја вратиме Македонија онаму каде што е местото, какво што сакавме да ја видиме во оние рани 90-ти, да биде победничка Македонија, а не ваква оплячкана, понижена, напуштена Македонија. За проблемот со замената на личните документи и се поблискиот рок 12 февруари, Мицкоски изјави дека решение е можно, но на следниот начин. Во понеделник ќе понесеме представка пред Уставниот суд за ставање вон сила на законот и на тој начин да растретиме. Доколку нормално Уставниот суд сака да реши работата, може веднаш да свика седница и да разговара по представката која што ќе поднесеме и да стави вон сила законската уредба. Но тоа е сепак одлука на Уставниот суд, не би сакал да се мешам во работата на Уставниот суд, ако сака да помогне на граѓаните, ете начин како тоа може да се помогне. Така што проблемот го имаат направено, ние нудиме решение бидејќи сме одговорна и државотворна политичка партија.